како наша денешна последна тема се посветуваме и ви информираме за 25-тото пред издание на Меѓународниот театарски фестивал Денови на комедијата, кој што се одигрува и се организира во Куманово. Кумановци, па и оние кои што ќе бидат таму, ќе имаат можност да проследат 12 комедии и се разбира повеќе околу самата програма и што се ќе има можност да се види во овие Денови на комедијата во Куманово. Во приложение ќе зборуваме тука во утринската, односно во нашето студио, со Саша Тодоровски, кој што е директор на Народниот центар за култура Трајко Прокопиев и Крсто Богоевски, кој што е сценограф. Добро утро или веќе добар ден и добро ни дојдовте во утринската на Телма. Имаме можност да информираме за вашиот јубилеј, односно јубилејот на Меѓународниот театарски фестивал Денови на комедијата. Нешто кое што навистина на сите ни е потребно и необходно е да се насмееме, да изгледаме квалитетни театарски представи и да поминеме добро и квалитетно време, се разбира. Од она кое што јас можам да го видам од вашата програма и тоа кое што се наоѓа на флеерите кои всушност се еден редослед за тоа што се и може да видат оние кои ќе го посетат, ќе се информираат, но ние би било добро во утринската да кажеме како се организира ова 25-то јубилејно издание на фестивалот. Така, добро утро, добар ден на вас и на вашите гледачи. Навистина ние често сме денеска тука во Телма. Како што рековте, ова е 25-то јубилејно издание на фестивалот Денови на комедија. Подготовките ги започнавме уште пред по завршувањето на минатиот фестивал, така да ние сме спремни, подготвени. Во среда започнуваме со фестивалот. Имаме 12 театарски представи со театри од Хрватска, Србија, Бугарија и нашите театри од Македонија и сигурни сме дека понудивме на добра, квалитетна програма за кумановчани да можат да се насмеат и како што кажавте, убаво да го поминат своето време. Така, оно што можеме да забележиме, сите представи ќе почнат во исто време, мислам се редоследно нели со денови во 20 часот, започнувајќи од 28 септември, поточно во среда, па се до 14 октомври трае овој фестивал. Она кое што го карактеризира фестивалот е неговото многогодишно постоење, нели 25 години и не е бројка за занемарување. Особено овие изминати години кои што беа малку попредизвикувачки на било кое поле, се разбира и за овие културни настани. Нешто на кое што секој од нас му недостасува од 2020 година и се разбира токму посетата на односно присуството на представите и посетата на театрите. И сега оваа година може и малку поопуштено нели да биде целата таа организација, но вие имавте издание и во минатите две години каде што беше поригорозно. Така, сакам да кажам дека сме горди што успеавме за време на пандемијата 20 и 21 да го организираме фестивалот и да го задржи меѓународниот карактер. Посебно тоа беше предизвик од 20-та година, кога сите не знаевме што ќе се случи, што може да случи, мерките, протоколите. Немавме протоколи до самиот почеток на фестивалот. Тогаш организиравме со 30% публика, па идната година 21 со 50%, еве сега конечно со 100% исполнетост на сала. Така да навистина сме горди сите во Центарот за култура што успеавме континуитетот да не го покриеме. Значи имавме театарски представи и тие 2 години. Така да еве 25 години јубилејот го покажува само тоа. Да, го заокружувате со овогодинешното издание. Јас еве накратко ќе споменам неколку представи, се разбира бидејќи се 12 на број да не ги набројуваме тука, вие ќе кажете каде поточно ќе имаат можност сите оние кои што би сакале да дојдат да се информираат, се разбира, и во однос на набавување на билети, купување на билети и слично. Да кажеме дека во среда, поточно 28 септември, ќе биде представата Приватни животи од Градски театар Винковци. Потоа веќе во четврток од Народниот театар Штип представата Власт. Во петок Народен театар Војдан Чернодрински од Прилеп представата Да инспектори и уште многу други, како што споменавте, и од други градови надвор од нашата земја. Така, само би сакал да споменам дека ова година имаме еден новитет, ќе имаме стендап на млади кумановски актери
дел се од театар Куманова вработени, дел невработени. Тоа ќе се случи во четврток, мислам дека е во 22 часот. Стендапот ќе биде по завршувањето на редовната представа на терминот во 20 часот. Ова ќе биде оф програма во 22 часот. Стендап на кумановски актер. Тоа е новитетот оваа година, така. Имате и уште еден новитет од оваа година, а тоа е дека оваа година фестивалот ќе биде со награди, за разлика од минатите години, каде што беше ревијален, односно беа само представувањата или представите. За ова повеќе верувам ќе зборувам со Крсто Богуевски и уште неколку прашања се разбира за последната представа со која што се завршува фестивалот, но ајде прво за овој дел. Да, конкретно за наградите, како идеја имавме уште пред пандемијата, 2019 година, за изданието во 2020, но сепак се случи самата пандемија и моравме да пролонгираме некои работи, меѓу нив беше и ова. Тоа ни даде време да размислиме околу форматот, како да оди, што да се случува, кои да бидат наградите, кои категории да бидат наградени. И така на крајот одлучивме да бидат, мислам, од најглавните работи, најдобар актер, најдобра актерка, најдобра сценографија, најдобра костимографија, режија и најдобра представа. Тоа ќе се случува по завршувањето на фестивалот, ќе биде организирано нели доделување на наградите. Да, дефинитивно, да. Да, и кој ги дава, и не претпоставам дека тоа ќе биде една посебна комисија која што дава својата. Да, има стручна жири која што ќе ги гледа, се разбира, сите представи и потоа ќе одлучи и ќе ги награди најдобрите. Да, одлично. Кога постои еден таков мотив, веројатно и успешноста е и на повисоко ниво. Па така да до сега не беше награден, ревијален карактер беше фестивалот, така да се надеваме дека сега од идната година и ова едно повисоко ниво ќе му се даде на целиот фестивал, бидејќи наградите сепак се битни и се значајни и за актерите и за сите луѓе кои учествуваат во организација на таа една театарска представа. Да, потврда и мотив на некој начин за уште поуспешна работа. Така е. И добро е што тоа така може да се организира, бидејќи сето тоа е дополнителен ангажман од страна на нели самиот Центар за култура, но и сите оние кои што се вклучени и се дел од организацијата. Она што е важно исто да се спомене дека на самото завршување или на последниот ден на фестивалот на 14 октомври, поточно во петок, настапува театарот од Куманово. Како и секоја година. Да, значи домаќините. И со тогаш ќе биде премиера на представата Секси лаги, каде што сценограф сте вие, кашто? Па може малку повеќе околу самата подготовка за сценографијата, што значи да се подготвува една сценографија за представа, не една, тука веројатно повеќе кои што се менуваат во текот на представата, претпоставувам. Да. Вие се знаете по-професионално и колкав е тоа за вас предизвик и каков предизвик? Да, конкретно за оваа представа сценографијата е во подготовка. Се работат најглавните, најголемите елементи. Општа сценографија е многу важен елемент од самата представа. Тоа е визуелниот дел, каде што самата публика гледа што всушност просторот каде се одвива действото, потоа самите актери го играат тој простор, така што мора да се внимава и на нив. Они каде би се движеле, дали би се качеле некаде, дали би седеле. Генерално движењето и визуелниот момент се најважните. Така е. Како беше останатиот дел? Во однос на предизвикот кога се подготвува одредена сценографија, бидејќи тоа е вашата професија, нели, а секој дел кога зборуваме за оние визуелни моменти е особено важен и е тоа кое што меѓу другото покрај актерите го задржува вниманието на сите оние кои што се во публиката. Колку вас како предизвик ве мотивира секојдневно за не само оваа представа, туку и генерално тековно вашата работа? Да, предизвик. Но не представува никаков проблем тоа, бидејќи секоја следна сценографија е различна од претходната, што дава можност за уште поголема креативност, за пронаоѓање на нови начини како да се реши одреден простор. Така што забавен предизвик, можам да кажам дека. Така, одлично. Кажавте дека што имаме комплименти од сценограф, велам соодветен комплимент и добар дојден дека имаме убаво студио и ви благодарам за тоа.
Што се однесува до театарот во Куманово, има редовно представи, нели? И има голема поварувачка за односно се пополнети речиси сите места, така? Така, морам да кажам дека моментално во зградата на театар Куманово е во реконструкција. И реконструираме, сега сме во втора фаза реконструкција театар Куманово и сите сме во Центарот за култура. Ние функционираме албанска драма, македонска драма и Центар за култура во Куманово и сега сме сите во Центарот за култура. Еве сега ова последнава премиера што ќе ни е во Кумановски театар ќе биде 7-ма премиера ова година по број, така да ние сме задоволни со продукцијата која имаме и ја направивме во Куманово. Сега пред недела ден имавме премиера на Летово кое те нема, по роман од Петар Антоновски. Вечера во понеделник ќе играме третата изvedба, така да функционираме и навистина сме задоволни од публиката, од побрвачката на билети. Значи и покрај тоа што сте сите на едно место, значи сте поограничени. Да. Со просторни можности, да, поограничени, меѓутоа. Но кога се сака, се може, така, и кога се има љубов и желба кон работата. Уште еден важен момент ќе споменеме кога се организира и се реализира еден ваков меѓународен фестивал, а тоа е договарањето со гостите од другите театарски представи кои што ќе ги има можност публиката да ги види или другите актери кои што доаѓаат од останатите земји. Колку е тоа, да речеме, еден по тежок дел во однос на самата организација? Предпоставувам, бидејќи ова е еден фестивал кој што трае повеќе години, веќе актерите го знаат и тоа си оди веројатно лесно, но вака кога веќе се прави одредена програма и кога треба да се направи одредена класификација на кои представи би гостувале и од каде, како тоа изгледа? Ние имаме совет на фестивалот, значи дел од представите советот на фестивалот ги гледаше, така да по нивна препорака истите се на фестивалот. Меѓутоа сега тука треба да споменам дека имаме ова година волонтери од Куманово кои се пријавија, кои ќе бидат присутни за време на организацијата на фестивалот. Така тоа е еден процес кој навистина тие 16-17 дена целата институција вклучена, немаме тогаш работно време од толку до толку, значи тука сме сите, значи и тие 16 дена максимално се посветуваме на актерските екипи, тие доаѓаат, пристигнуваат, значи мора да се сместат, да им се покаже сцената, што како се. Значи тоа е еден процес кој 16-17 дена потполно функционираме и не прашуваме кога ќе се одиме дома, дали ќе одиме дома, значи фестивалот комплетно 12 представи мора да се испратат на да, и се да биде како што треба. Се да биде така. Верувам дека ќе биде така, ви посакувам успешен фестивал и оваа година и уште многу години постоење на самиот фестивал, бидејќи е тоа. Прокануваме дојдете во Куманово, 12 представи кога сакате, блиску сме, можете да. Така, ќе ни биде задоволство се разбира, тука сме и за останатите информации кои што би требало да ги добијат нашите гледачи, а се однесува со театарот во Куманово и сето тоа кое што представува културен живот и она на кој што присуствуваат и кумановци, но и сите оние кои што ќе сакаат да дојдат и да присуствуваат. Само да кажеме на каде може да се информираат за самата програма? Имаме ние на нашата фан Facebook страна објавувано цело време и каталогот е објавен и распоредот на представите, така да публиката знае веќе 50% од представите од билетите се продадени во Куманово, значи тоа беше во петок, интересот е огромен и ние навистина се радуваме што е голем интересот за овој фестивал во Куманово. Значи добро се информирани. И се разбира дека ќе биде тоа посетеност исто така масовна посетеност или со посетители во поголем број. Ви благодарам за гостувањето што дојдовте од Куманово за да можете тука да имаме физичко присуство ваше во студиото и да може да го најавиме фестивалот Денови на комедијата со своето 25-то издание и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и на вас.